под површината со доктор Марија. Затоа што симптомите се само врвот. Ние ја откриваме вистината под нив. Добре дојдовте во 9-та епизода од подкастот Под површината со доктор Марија. Генерален спонзор на подкастот е Vitamini.mk, извор на исчистени, клинички испитани додатоци во исхраната. Доктор Марија, јас би почнала директно со првото прашање, ако може. Ајде, Марија. Кажете ми, се случува жена да дојде кај вас после спонтан абортус, Добро. каде што докторот ти рекол да не се грижи, дека се случува. Која е вашата прва мисла што ви паѓа на памет во таков случај, во такво сценарио? Вообичаено, многу често се случува, значи, ова сценарио. Многу често среќавано кај нас. Но првото нешто што ми доаѓа на ум е, не е во ред. Значи, треба дека постои можност да настапи некаква хромозомска аномалија, би рекли на самиот ембрион, но во 99% од случаевите дефинитивно нема да биде проблем. Дефинитивно нема да биде проблем самата хромозомска грешка, а ќе има причина за настапување на раниот абортус. И вообичаено првата мисла ми е, пак ли. Мислам дека по ова прво прашање гледачите ќе можат да заклучат дека зборуваме за таа тема денес, значи за биохемиски бременности и рани загуби. Спонтани абортуси. Да, спонтани абортуси. Ајде да се запознаеме со целата проблематика, да почнеме од почеток едноставно. Кажете ми со обични зборови на народски јазик, што значи биохемиска бременост? За биохемиска бременост зборуваме тогаш кога имаме или пак настапува имплантација, или се зафаќа самиот ембрион за самата матка, и вообичаено, доколку самата жена направи порано тест, да кажеме, неколку денови може да биде ден-два пред самиот менструален циклус, или да и доцни ден-два од самиот менструален циклус и покажува позитивен тест. Но оваа имплантација или оваа задржување на самиот ембрион е прекратко, поради што самиот ембрион се исфрла, пошто, значи, доволно долго стои за да создаде покачување на бета-ХЦГ, но за многу кратко време, значи се прекинува самата бременност поради исфрлање на самиот ембрион, поради што настапува, значи, намалување на самото бета-ХЦГ. И ова се случува пред да дојде до степен каде што ќе биде клинички диагностицирана од страна на ултразвук, би рекла. Дали може да се случи, пример, една жена да има повеќе биохемиски бременности, а воопшто да не знае дека ги има? Може и е многу честа појава, меѓу другото. Зошто може и е многу честа појава и вообичаено нема да биде запознаета. Значи, доколку тоа е жена која што нема да направи тест, да кажеме, за бременост, или доколку имала малку покасна овулација, каде што тестот за бременост ќе покаже малку покасно позитивен тест, вообичаено, она што се случува е ќе дојде до оплодување на самата јајцеклетка, дури може да настапи имплантација, но дефинитивно, значи, нема да биде детектирана и почесто, знаеш како ќе биде, Маријана? Почесто ќе биде некоја чудна менструација или чуден менструален циклус, каде што може да и доцне на таа жена неколку дена. И може да си каже, овој месец ми доцнеше неколку дена. Всушност да станува збор. Да, точно така. Всушност да станува збор за биохемиска бременност, која што воопшто не е детектирана. Процентот на биохемиски бременности кои што не се детектирани е многу висок. Тоа сакав да прашам, дали сме запознаани воопшто со таквиот процент? Да, значи, она што ни го кажува статистиката е дека кај жени, би рекла до 25-30 година некаде, отприлика, значи статистиката покажува дека бројот на недетектирани биохемиски бременности кои што се случуваат е некаде помеѓу 9 и 17%.
Помеѓу 30 и 35 годишна возраст е некаде, значи, околу 20 до 25%, но драстично се зголемува и достигнува до степен до 40% кај жени помеѓу 35-та и 40-та година, значи, од својот живот. На ова, ова е познати, значи, зборуваме, значи, ова се познати веќе дека се настапени биохимиски бременности, детектирани биохимиски бременности. Кога на ова ќе ги додадеме и оние недетектираните за кои што зборуваме дека се во многу поголем процентот на биохимиски бременности значително се зголемува. Значи не можеме да знаеме со точност затоа што немаме статистика за колков е процентот на недетектибилни биохимиски бременности, но што го знаеме, ја знаеме статистиката за детектибилни, за оние кои што се познати. И со возраста дефинитивно се зголемува. Ајде да продискутираме за тоа зошто се случуваат овие биохемиски бременности. А кои се најчестите причини што предизвикуваат да дојде до биохемиска бременост? Јас би рекла вака, за биохемиска бременост, кога станува збор, затоа што постои многу голема разлика помеѓу биохемиска бременост и помеѓу спонтан абортус. За биохемиска бременост, значи најчеста причина ќе биде хромозомска аномалија на самиот ембрион. Значи, и вообичаено, доколку оваа биохемиска бременост настапува кај некоја млада жена, која што е можеби во низините 25, 26, 27 до 30-та година, да кажеме, и е прва бременост, при тоа немала никакви проблеми, нема хормонски проблеми, значи има редовен менструален циклус, има редовна овулација, од тип на прва биохемиска бременост може да биде, значи, само случајна хромозомска грешка на самиот ембрион. Дали во тој случај тука ќе бараме грешка кај мајката или ќе бараме грешка кај таткото? Би рекла дека можеби во ова сценарио кој што го кажа, само во сценарио кој што го кажа. Да, за тоа значи зборувам. нема толку да навлегувам и нема толку да инсистирам да бидат правени многу дополнителни испитувања, доколку станува збор сам, како што реков, многу млада девојка со редовна овулација, се е во ред, навидум направени се анализи, доволно анализи, докажано е дека се е во ред и дека тоа е прва биохемиска бременост. Во овој случај можеби ќе почекам да видам што ќе се случи со втората бременост и веќе, не дај Боже, доколку при втората бременост имаме нешто од тип на втора биохемиска бременост или од тип на прв спонтан аборт во овој случај, затоа што не е исто биохемиска бременост и спонтан абортус како што реков, во тој случај веќе одиме, значи дефинитивно со испитувања и кај мажот и кај жената едно време. Да разјасниме која е разликата помеѓу биохемиска и спонтан абортус. Кажав, значи кај биохемиската бременост имаме покачување на бета-ХЦГ, но кое што се покачува до известна степен и самиот ембрион е зафатен за самиот ендометриум или за самата матка прекратко време пред да биде доволно или пред да помине доволно време за да биде клинички дијагностициран со ултразвук. Кога веќе имаме клиничко дијагностицирање на ултразвук каде што имаме создавање на жолчна кеса, ембрион, и вообичаено она што ќе го направат, ќе кажат на самата пациентка последна седмица да дојде за детекција на срцева акција, во тој случај, доколку, откако ќе биде евидентирана самата бременост на самиот ултразвук и доколку настапи прекинување на самата бременост, прекинување на развојот на самиот ембрион, во тој случај зборувам во првиот триместар, во тој случај зборуваме за ран спонтан аборт. Спонтан абортус. За сценариото што го спомнавте, рековте жена која што е релативно млада. Младичка, да. Што се случува кај жените кои што се повозрасните, да речеме, помеѓу 35-та и 40-та година или 30-та и 35-та година? Овде мора да размислуваме малку поразлично, би рекла, затоа што треба како што знаеш, Маријана, секогаш велам, треба да ги вземеме сите фактори, значи во предвид и кај една 38 годишна жена, да кажеме, не можеме да предпоставуваме дека е исто како кај некоја 25 годишна жена. Што се случува кај 38 годишна жена? Значи, квалитетот на јајцеклетките драстично опаѓа.
Значи, дополнително, не притиска времето, значи немаме време овде да си чекаме да видиме дали ова е случајна некаква си ран спонтан аборт или биохемиска бременост. И вообичаено доколку ова жена, независно дали е 25 годишна или 35 годишна жена, доколку е спонтан абортус, ран спонтан абортус во првиот триместар со престан на срцева реакција, вообичаено причина има. Јас знам дека вообичаено после прв спонтан абортус на пациентките им се кажува Се случува. немојте да се секерате, се случува. Ќе се обидете повторно. Ќе се обидете се повторно. Напротив. Значи, таа пациентка нема потреба и покрај тоа што можеби е со добра намера од страна на самиот доктор, но таа пациентка нема не е цел и не сака да слушне обидете се повторно. Таа пациентка сака да биде најасно. Дали е ова случајно настапено? Зошто се случило? Значи, дали има потреба од дополнителни анализи? Ова е нешто што сака да го разбере самата пациентка, кој што се соочила со, да се разбереме, зборуваме за многу емотивна тема. Од тип на спонтан абортус, кој што ќе предизвика, дефинитивно, на никаков начин, би рекла, психички товар врз неа. И емоционален, психички сепак се работи за надеж, како што и многу пати досега сме споменале. Во однос на матката и имплантацијата, кажете ми, дали постојат состојби во матката кои што предизвикуваат тој ембрион да не може да се задржи? Постојат, се разбира, значи, јас би ги поделила вака. Значи, како би ги поделила? На причини на самата матка, физички причини на самата матка, каде што би ги ставила од тип на септум на самата матка, може субмукозен миом, или евентуално полип на самата матка, значи кои што ќе сметаат за самата имплантација. Ова се, би рекла, присутни физички препреки за имплантација од страна на самата матка. Но имаме и многу други системски фактори кои што ќе ги класифицирам како системски фактори од тип на неоптимизирана тироидна жлезда, од тип на тромбофилија, од тип на антифосфолипиден синдром, значи од тип на инсулинска резистенција. Постојат, значи, многу причини кои што се одговорни за тоа дали ќе биде доволно рецептивен самиот ендометриум и дали ќе го прими самиот ембрион. Тука можеме и во овој случај да го ставиме, на примерите спомнавте, значи системски, хормоните како системска причина. Пример, дали да речеме прогестерон кој што е низок во самата лутеална фаза, може да доведе до рана биохемиска бременост. Зависи од случајот, би рекла. Што знаеме, значи, не секогаш прогестеронот, доколку станува за тежок хромозомски значи проблем, кај самиот ембрион не може еден прогестерон да го спаси, да се разбереме. Но што е докажано? Оно што ни покажува науката е дека кај жени, кај кои што имаме краварење во ранна бременост, доколку ја третираме со микронизиран вагинален прогестерон од 400 мг 2 пати на ден, во тој случај се зголемува драстично, значи, бројот на живородени деца. Така да, зависно од контекстот, зависно од состојбата, зависно од причината, би рекла. Каква е врската тогаш со тироидните хормони? Предпоставам тоа што сме го зборували и досега, зголеменото ТСХ, значи инфламацијата, односно инфламацијата во спалението, што го предизвикуваат самите антитела. Тие се нешто друго да дадете во однос на самата тироидна, дали постои нешто што досега не сте го кажале? Не знам колку сум кажала дека високите антитела може да предизвикаат спонтан абортус. Тоа е едната работа. Значи, неоптимизирано ТСХ, кој што вообичаено сакаме да го видиме помеѓу 1 и 2 идеално, или може да биде помеѓу 0,5 и помеѓу 2 идеално, дефинитивно во некои случаи, да, може да го видиме и до 2,5, би рекла. Но, она што го сакаме е вообичаено да биде во рамките помеѓу 1 и 2,
Дефинитивно, доколку имаме ТСХ од 6, дефинитивно влијае и врз продукцијата на прогестерон, и врз самата лутеална фаза, и врз исходот од и развојот на самиот ембрион, би рекла. Така да, дополнително, самата инфламација, значи дополнително го прави теренот или самата, би рекла, самиот ендометриум, значи помалку рецептивен. Во однос на крвта и коагулацијата. Кажете ми, дали постојат состојби поврзани, значи со самата крв, кои што влијаат на рана односно на рана загуба на биохемиска бременост, без, например, воопшто пациентката и да не е запознаена дека ги има тие проблеми? Постојат. Значи, јас би ги раздвоила на две. Едното е антифосфолипиден синдром, кој што представува автоимунно заболување, кој што доведува до создавање на тромби, особено на тромби кои што се наоѓаат во самата плацента одговорна за хранење на самиот ембрион, поради што се скратува дотокот на секакви хранливи материи, би рекла, на секаков крвоток до самиот ембрион, поради што имаме изостанување на развојот на самиот ембрион, имаме престанок на развојот на самиот ембрион, може да имаме, значи, спонтан абортус, или можеме да имаме компликации во дадени случаеви. Можеме да имаме компликации во подоцна бременост, придружено со од тип на прееклампсија, да кажеме. Ова е едната причина. Многу обичаено антифосфолипидниот синдром најчесто ќе резултира со рани спонтани абортуси. Вториот случај се дефинитивно мутациите. Вашата омилена тема. Мојата омилена тема, мутациите за тромбофилија, каде што не можеме да ги класифицираме сите како наследни тромбофилии или тешки тромбофилии, но дефинитивно е нешто што задолжително сметам дека треба да се земат во предвид, затоа што многу жени досега се пропуштани со толку многу спонтани абортуси поради неиспитан панел за тромбофилија. Значи, јавно препорачуваме, ако во случај се обидувате. Кај мене не постои пациентка која што се обидува за бременост, која што не прави панел за тромбофилија. И тоа е задолжително. Да, според искуството, последните, да. Значи, ова не е нешто што не е со цел да ги натераме пациентките да прават 20 различни испитувања. Но искуството може и типот на жени со кои што работа. Значи, да се разбереме, кај жените со Хашимото дефинитивно имаме поголема веројатност од вакви мутации. Кај жените со полицистични јајници се случува истото. Значи, може би типот на жени со кои што работам, кај нив е зголемен ризикот од појава на вакви мутации и може би ова е причината, би рекла, поради која што во никој случај не ризикувам, значи, без да одиме без панел за тромбофилија, дури и да не станува збор за Хашимото за полицистични јајници. Може да е инсулинска резистенција. Крвта и коагулацијата. Пред одреден период на TikTok сретна видео. Ти и твоите видео, Маријана. Па да. Сретна видео каде што вели останав бремена земајќи аспирин 100 секој ден. Возможно е. Значи, возможно е. Од кој аспект е? Од кој аспект? Значи, доколку? Ајде вака. Вообичаено кога го правиме панелот за тромбофилија и ќе утврдиме, значи, дали имаме мутации, ќе утврдиме на кои гени имаме мутација, вообичаено ќе имаме некакви мутации. Но постојат мутации. Постои нешто што велиме тешка наследна тромбофилија, постојат некоја средна, би рекла, средни тромбофили, но секогаш треба да ги земеме во предвид и надворешните фактори кои што можат да доведат до поголема експресија на самите гени за тромбофилија. Ова е нешто што воопшто не се зема во предвид и се пренабрегнува, поради што многу често доаѓа до спонтани абортуси. Поради тоа што ќе се види самиот панел, ќе се каже не е класична тромбофилија, не препишуваме ние за профилактика клексани или аспирин. И во овој случај, ова видео кој што го имаш гледано, најверојатно самата девојка, значи, има некакви мутации за тромбофилија, поради што, значи, во класичен третман. Во овој случај или аспирин, или, значи, клексани. Во зависност од тежината на самите мутации. А што ако нема? Например, демаите се обидува неколку месеци, не знае дека има било каков проблем со мутација или со тромбофилија, значи, се зема онака превентивно, се зема аспирин 100 и останува бремена. Што прави аспиринот?
Ја разредува крвта, затоа што кога имаме тромбофилија имаме згрчување на крвта, Апсолутно. кое што води до тоа да се создаваат микротромби на ниво на ендометриум, поради што не може да дојде до имплантација на самиот ембрион. Или ќе дојде до имплантација на самиот ембрион, истиот ќе биде исфрлен прерано. Тоа значи дека не е детектирана самата коагулација на крвта. Не е направен, доколку не е направен самиот панел, да. Но вообичаено девојките доаѓаат, имам 2 спонтани абортуси, имам 3 спонтани абортуси, значи и вообичаено препораката е после 3 спонтани абортуси е време за панел за тромбофилија. Тогаш, само исклучиво и тогаш. Истото е и со машкиот фактор, кој ќе се разгледа. Имаме уреден спермограм, а сепак биохемиска бременост. По кој пат обично вие иде? Всушност сте кажале. Одговорот го имам на ова прашање, дека не чекате еднаш, 2 пати. Се испитува уште на почеток, за тоа што мора да се знае. 50-50. Да се нема да се повторувам, значи едно да. бебе не е резултат на мајката. Сега, медицинскиот стандард вели почекај 3 загуби. Стариот ќе се поправам. Старите. Ние се уште се движиме по оние стари медицински препораки каде што треба да имаме 3 спонтани повторливи абортуси за да предложиме испитување за генетски мутации. Не само генетски мутации, може би испитување. Или подлабоки испитувања кои што се препорачуваат. Нешто што не е стандардно. Дали е нормално за една жена да мине низ целиот психолошки товар кој што после трети спонтан абортус ќе ја воведе во не знам каква депресија? Значи, сметам дека воопшто не е здраво од никој можен аспект, па камо ли да станува збор за малку повозрасна жена, да ја оставиш со 3 спонтани абортуси, после да тргнеш да ја бараш причината за незините спонтани абортуси. Ете, жена над 35 години, прва загуба, прв спонтан абортус, кои би биле првите анализи кои што ќе препорачате да ги направи? Панел за тромбофилија за неа и ДНК фрагментација на незиниот сопруг. Затоа што ова се и ќе ги видиме. Значи, може би нема веднаш додам со панел за антифосфолипиден синдром, но ова се нечестите. Затоа што нечестите причини за рани спонтани абортуси, макар што може да биде би рекла, значи, самата јајцеклетка да не биде квалитетна и се едно зборуваме, доколку имаме оплодување на самата јајцеклетка и настапила веќе имплантација, значи, повеќе, постои малку поголема веројатност, значи, проблемот да биде во самата имплантација. Така да, овде го бараме проблемот. Така да, во тој случај, да, ова ќе биде првото нешто и можеби на трето место, доколку самата жена нема направено хистероскопија, оно што ќе го побараме е да биде направено хистероскопија, за да се види колку ни е чист теренот, би рекла. И дали имаме нешто како што спомена, значи од тип, затоа што не секогаш некој ќе се види од тип на некој мал септум, да кажеме. Или нема да се види секој миом, нема да се види некој полип, нема, значи или некои адхезии, или некои синехии, значи некои дадени проблематики кои што можат да посметат за самата имплантација, може да не бидат видени и детектирани само со, би рекла, ултразвук. Ајде. Поради што е потребно, сметам дека е потребно да се направи хистероскопија во овој случај. Постои ли начин да земеме, например, да може да се испита самата рана загуба, самата биохемиска бременост и да дознаеме зошто се случило? Постои, доколку имаме материјал од ајде сега, малку е неудобно, но доколку имаме материјал од самото ткиво, од самиот ембрион, да може да се испрати на анализа. И во тој случај, значи, може да бидат утврдени некои работи, значи, дали станува збор за дадени хромозомски аномалии или некои други проблематики. Да, може, но сметам дека е нешто што речиси кај нас во Македонија никој не го прави. Кога ти на жена и препорачуваш после 3 спонтани абортуси да започне да прави испитување, што останало за испитување на делот, да кажеме, од загубениот ембрион. Добро, ете, сваќаме дека оваа препорака, овој медицински стар стандард е штети едноставно, особено на жени кои што се над 35 години. Која е причината? Што се крие
за таа сугестија? Па не знам, тоа се застарени. Значи, според новите препораки се смета дека после втор спонтан аборт треба да се направи детална медицинска евалуација на двата партнери. Значи, според тоа што кај нас не го прават е друга приказка. Значи, после 2 спонтани абортуси се смета дека кај жената треба да се направи детална евалуација. И кога зборуваме за детална евалуација е точно тоа. Значи, буквално ги испитуваме сите можни фактори кои што можат да доведат до самиот спонтан абортус. Независно дали станува збор за машки фактор или за женски фактор. Апсолутно. Каде што врвните клиники, особено инвитро клиниките, затоа што вообичаено знаеш кој е кругот. Ќе имаат неколку спонтани абортуси, веднаш ќе се насочат кон инвитро, сметајќи дека самото инвитро ќе им помогне. Нема да им помогне. Значи ти можеш да искараш ембрион со самата хормонска терапија, ќе стимулираш и ќе го извадиш, ајде да земеме самата јајцеклетка, ќе извадиш самата јајцеклетка. Но што со тоа? Доколку сама постои причина на ниво на ендометриум, тоа инвитро нема да успее. Ама и не само на ниво на ендометриум, и покрај стимулациите, например, да речеме се случува инвитрата да не успеат. Тоа значи дека треба да се работи на самиот тете. Квалитет на јајцеклетката малку подлабоко, значи на сите тие нешта кои што се клучни за процедура каква и да е, дури и природна бременост, да успее. Тоа е факт. Болна тема. Колку би сакала си да размислуваат како тебе? Ќе почнат. Се надевам. Има малку повеќе, би рекла, надеж во младата генерација. Тоа постојано го споминувам, поради достапот до многу информации, сметам дека се многу повеќе информирани, отколку малку по возрастната популација. Да. А што ќе се случи? Мислам, сакам да ми кажете дали го оправдувате. Пример, жена една гледа дека ете позитивен тест за бременост, значи утврдено е преку тестот, уште не е направен ултразвук, значи уште не е направен преглед, почнуваат директно со прогестерон. Дали тоа штети или е окей? Да штети, нема да штети. Значи, не секогаш имаме потреба од употреба на истиот, понекогаш ќе превентира. Значи, кажав, доколку имаме не толку добро или пониско лачење на прогестерон или имаме краварење во рана бременост, но не го сметам како некаква фатална грешка на самата пациентка. Затоа што не сметам дека може да предизвика некаков дополнителен проблем или некаква носпојава. Јасно. Значи, може да се направи и без испитување, односно да се го почнат самостојно. Вака, не можам да дадам универзален совет сега, значи на подкаста дали треба или не треба да користи самата пациентка прогестерон. Ете, мене што би ми препорачале? Ма тебе те знам, Маријана. Значи тебе Добро, те знам. значи диагнозата е таа, полисистични јајци, инсулинска резистенција, се уште не испитан панел за тромбофилија, кој што веројатноста е 95,8%, дека ќе биде таков каков што ќе биде. Твојот протокол значи, го знаеш, значи, твојот протокол знаеш што те чека. Прогестерон значи. треба да примам. Се разбира дека ќе примаш. И клексани, веројатно. Се разбира. Благодарам на одговорот тогаш. Значи, уште немам знаеш дека немам испитано панел за тромбофилија кај тебе? Да, треба да го доиспитаме тоа. Кога ќе планираш да го доиспиташ? Наскоро. Добро, видов дека си тргнала со испитување на дадени параметри, се надевам дека наскоро ќе биде. Па да, заради тоа што јас се водам по идејата боле спречити него лечити, искрено. И сметам дека ми е оправдана. Тоа водење ми е оправдано. Можеме да дискутираме последната епизода од подкастот во однос на кога јас ќе да си ги смениме, кога јас ќе бидам доктор. Маријана, да знаеш какви прашања ќе ги спремам. Следно. Ајде. Дали наоѓате грешка, например, во обратната насока? Односно, жена после биохемиска бременост или рана загуба чека предолго за да почне да ги прави испитувањата од оној психолошки терет што го кажувате. Да.
И така го губи фактички своето време. И своето време, затоа што не знаеме таа жена реално со што се сочува, особено јас пак ќе кажам, доколку е превише младичка девојка, доколку има само една биохемиска бременост, може воопшто да не е. И голем дел од тие жени ќе останат и ќе изнесат нормална бременост, значи следната бременост ќе им биде нормална. Но не можеме да земеме 38 годишна, 40 годишна жена која што се надева дека значи пак ќе ставам во наводници, дека се ќе биде во ред, има време, нека да испитаме. Пандемија е на неплодност. На неплодност. Можеби, гледај, знаеш што? Можеби мојата перспектива е различна. Затоа што секојдневно работам и затоа што сум запознаета со каква пандемија се соочуваме и од страна на женски фактор, и од страна на машки фактор во однос на самата неплодност и на самиот инфертилитет. Можеби мене ми е чудно зошто жените и мажите не преземаат понекогаш или премногу чекаат понекогаш. Не знам, можеби овде се наоѓа причината, можеби или пак можеби мојата реакција би била различна во тој случај. Или можеби пак ќе речам, значи минатата епизода споменав, значи можеби им се упатува на нешто друго, значи не грижете си, има време. Или не знам, но просто она што го знам е дека да, постојат жени кои што премногу долго чекаат, кои што на крајот може да резултира со краен исход кој што не го сакаат. Јас не можам да оформам. Не дека не можам да оформам мислење, туку едноставно сметам дека имаме пациентки и од двете страни. Онаа група каде што почнуваат да се спремат па прават обиди, значи со детални испитувања и такви работи, имаме пациентки кои што го фаќаат буквално последниот воз за да се реализираат. Дури ни од толку многу што се истравматизирани од претходните и процеси, од претходните и обиди, независно какви да се, дури се сомневаат на момент дали да го фатат и овој воз. Да, затоа што кога ќе видиш 5, 6, 7 негативни БТХЦГ и негативни тестови, нормално е да видиш. Тоа е моментот каде што ти го кажав. Значи, зарем треба да се чека жена да се доведе до овој психички степен, значи таа самата, затоа што дополнително и самиот стрес ќе влијае врз нејзината репродукција. Да, сакав тоа да го прашам. Да, дали... значи, нема да донесе до тоа, нема да доведе до тоа да направи спонтанен аборт, да се разбереме. Тоа ли беше прашање? Да. Дали стресот или некаков мит, затоа што ете се случува на пример да порано да слушнам, од многу стрес го изгубив бебето. Да, дека стресот многу влијае и на хормони, и на овулација, и на репродукција, но кога веќе имаме клинички диагностицирана бременост, каде што веќе имаме развивање на самата бременост, но имаме престанок на истата, би рекла, во првиот триместар, во тој случај не би го дала на психички стрес. Да, дека понекогаш, значи, може да настапат некои случаи, некои работи, но самата загуба нема да биде предизвикана, значи, во голем дел од случаевите нема да биде предизвикана само од стресот. Задолжително ќе има друга причина. Што препорачувате после колка временски период по загуба може да се обидуваат повторно за бебе? Многу зависи од самата загуба, дали станува збор за строго индивидуално. Значи, дали станува збор за биохемиска бременост, дали станува збор за ранспонтан абортус, дали... за таа. Мислам, знам дека зависи од пациентите и од самата жена и од самата проблематика, дали е се окей, дали не е окей, значи тоа ми е јасно. Сметам дека не треба и нема потреба да се чека доколку имаме премногу рана биохемиска бременост. Каде што имаме од типот на да, имаме позитивен тест, но после неколку 3-4 дена станува негативен истиот тест. Значи, во овој случај не сметам, независно од возраста, дека треба да се чека. Но доколку имаме спонтан абортус и доколку се дадени
определени медикаменти вообичаено се даваат за да дојде до чистење на целото нешто. да. Или пак може направена интервенција, да се разбереме, зависно во која седмица е настапило целото нешто. Значи во тој случај дадека можеби зависно, пак ќе речам колку годишна е самата пациентка, можеби не треба премногу да чекаме, но можеби треба да се стабилизира. Само строго индивидуално. Ама и тука и ќе треба да се земе предвид и оној психички товари, колку е таа емотивно и психички подготвена да се обидува. Да, се разбира. Добро. Затоа кажав строго индивидуално, не може, значи некои жени се малку поранливи, малку поемоционални, малку повеќе потешко го доживуваат нештото, други малку можеби малку полесно. Сите се приказни сами за себе, секој се карактер. Сам за себе и тоа е. Но едно знам, не постои ниту една жена со направени со неколку загуби. Или ајде така да кажем, затоа што загуби ќе споменав со неколку инвитра неуспешни. Важи за двете. И со неколку неуспешни инвитра, и со неколку спонтани абортуси кои што може да се однесува дека воопшто не ја влие психички. Таа може да се однесува навидум, но Тоа ќе го речев. но во никој случај не е така. Значи нема како да не влие на самата психика. Може да се однесува, ама само таа и единствено таа знае како се чувствува кој ќе си легне на крајот од денот. Тогаш се соочуваме со себе си реално. Доктор, ке кажете ми, дали жена која што имала 3 рани загуби, значи независно дали биохемиски или Не може да речеме можеме да ги ставаме под ист. прва биохемиска, другите 2 спонтан Во ред. абортус. Дали директно треба да оди се инвитро? Може да размисли за инвитро. Во никој случај не треба директно да оди за инвитро. Побично е тоа што го прават во пракса. Знам и е многу погрешно. Затоа што доколку постои, пак ќе се повторам, причина, може, ајде да кажеме дека жената има квалитетни јајцеклетки. Ајде да кажеме дека има квалитетни јајцеклетки кои чишто квалитет, значи оно што го знаеме дека со текот на времето и со текот на возраст опаѓа. Но овде можеме значително да ги оптимизираме самите работи во однос на квалитетот на самата јајцеклетка. Ајде да кажеме дека таа жена директно се впушта во еден инвитро процес. Што ако не е направена ниту хистероскопија на таа жена, не е испитан детално, само еден спермограм е направен на самиот маж, не е испитана ниту ДНК фрагментација, таа има 2 спонтани абортуси. И не се земени сите фактори кои што можат да придонесат за појава на спонтан абортус. И не се направени детални анализи, да кажеме, за самиот антифосфолипиден синдром, каде што треба да се испитаат одредени маркери, да кажеме, во крвта, кои што ќе ни покажат дали се сочува истата жена, да видиме дали е чист самиот ендометриум, да видиме дали има инсулинска резистенција која што пречи меѓу другото на самата имплантација, како и на квалитетот на јајцеклетките, така и на самата имплантација. Дали имаме оптимална тироидна жлезда? Оптимална тироидна жлезда за зачнување. Дали имаме високи, ако се сочува со Хашимото, дали имаме високи антитела? Значи листата реално е долга кога влегуваат во инвитро процес, освен еден кариотип, освен еден спермограм, може ХСГ да се направи, зошто се прави, значи доколку го направат, можеби, не знам зошто го прават, значи, ајде да кажеме, ХСГ, зборувам за инвитро. И ќе се направат 2-3 хормона. Ова е се што се прави. Да. И се влегува во инвитро процедура. Кои се очекувањата? Очекувањата им се дека ќе успее, влегуваат со надеж. Ама, јас, знаеш кој е? Разбирам дека влегуваат со надеж. Значи, на кој начин, доколку постои пречка за развој на самата, имаш спонтан абортус, значи веќе има настапено имплантација. И има спонтан абортус. 2 пати подред. И пред тоа биохемиска бременост. Значи, постои причина за ова нешто. И одиш на инвитро, каде што се уште не е утврдена причината за истата. За да се сочиш со разочарување уште во овој случај едно неуспешно инвитро, пошто следува второ, трето, четврто и пето. Да, тука треба да се
Сметам дека треба да се говори малку појавно во однос на оваа тема, баш од аспект на тоа дека подсвесно или свесно ќе може да се влијае на тоа дека може подобро да ја најдам, да инсистирам да ја најдам причината, па после да влезам во било каков процес. Бидејќи ако таа веќе останала бремена и имала, нели, спонтан или биохемиска, независно што и да е, таа покажува и докажува дека може да остане на природен начин бремена. Ако немаме, нели, физичка пречка, тоа Да. не тогаш е веќе проблем и ќе треба да се прави интервенција, ако не знам, ако е Не нешто знам. ептен комплицирано. Да. Меѓутоа, ако е коригиабилно и ако може да се реши, тогаш природната бременост е она кон што треба да се целиме. Може, значи, мора да се прецени, пак ќе речем, мора да се прецени Тоа е, дали станува ама треба збор да за бидат- 45 годишна жена или е нешто што дефинитивно е нешто што, ајде да кажеме, немаме машки фактор, имаме само женски фактор, каде што сметаме, гледаме дека е многу лесно или за рок од 3 до 6 месеца ќе успееме, а имаме време да го коригираме целото нешто и овде е моментот каде што може да настапи сосема природна бременост. Но во дадени случаи ќе имаат индикации, значи да биде подобро направено инвитро. Јасно. Одиме сега малку со кратки одговори на следниве прашања. Дали сметате дека биохемиска бременост не е вистинска бременост? Не, значи како не значи пак станува збор за имплантација на ембрион, каде кој што прерано значи се отврала од страна на самата матка. Добра, ако хормоните на двајцата партнери и на мажот и на жената се уредни, стварно уредни. Што значи стварно уредни, Маријана? Вистински уредни. Колку се испитани, колку си видела од хормони да се испитани на вистина? Кај маж хормони испитани? Па добро, кај маж не. Колку пати си видела? Параметрите. 2 пати до сега, вие што сте им назначували да Ама, некој, затоа те прашам, колку пати си видела некој Да, да ти никој не донесе дошол. со Сите ДНК? доаѓаат со спермограм, никој не доаѓа со ДНК фрагментација или испитани хормони кај мажот. Затоа што знаете што меѓу другото? Хормоните ги имаат само жените, зошто мажот да ги испитува? Ова е приказката? Да. И нема влијание самите хормони и кај мажот немаат Да. влијание. Да. Па таа е приказката, вие кажувам. Лично имам слушнато. Во ред. Значи, ако се уредни хормоните, испитувањата се уредни се, ембрионот не може да има хромозомска аномалија, така? Може да се случи. Значи, може спонтано, спорадично да дојде до хромозомска аномалија. Од каде? Значи, може случајно при самата делба да се При случи, делбата. при самата делба да настапи ваква хромозомска аномалија. Ја. Значи, нема да биде, како да ти кажам, пак, може се да биде уредно, но просто да биде доколку е биохемиска бременост. Да се разбереме, доколку е Да, за биохемиска биохемиска бременост. Во тој случај, да, може да биде спорадична, но пак ја гледам историјата на целата пациентка и доколку таа е биохемиска бременост претходно е проследена од неколку спонтани абортуси, не. Во овој случај, таа биохемиска бременост не е резултат на спорадична хромозомска аномалија. Дали ако пациентката е млада и здрава, значи стварно нема никаков проблем, неколкуте биохемиски бременности ќе ги класифицирате како лош тајминг. Не, во никој случај. Значи ќе се испитува таму. Да. Доктор Марија, нешто да додадете во однос на проблематикава и на темата? Многу имам да додадам, Маријана. Знаеш колку многу имам да додадам. Знам. Премногу имам да додадам. Значи, толку работи имам да кажам што ајде, не сакам да зборувам реално. Не сакам да зборувам, да кажувам одредени. Се фрустрирате. Преголема фрустрација ми создава, значи. Кога некои работи се прават независно, без да се земе психичката состојба на самата пациентка и без да се земе самата пациентка да биде статистика во здравствениот систем, ајде. Нека да го класифицирам вака. Самата пациентка буквално е статистика во здравствениот систем. Ова е тоа што ме фрустрира. И секогаш, во поголемиот дел од случаевите, ајде нека така да се изразам, пред нас гледаме вообичаено
профит, а не гледаме жива жена која што живее со емоции и која што се труди да се оствари како мајка. Тогаш вашата последна порака на жена која го слуша ова и се соочила и со рана загуба или евентуално со спонтан абортус, која би била? Не прифаќајте доколку ви кажат дека се еворите. Дека пробајте повторно, отпуштете се, ќе биде. Секогаш има речиси причина. Благодарам, доктор Марија. Нема на што, Марија. Вам ви благодарам што бевте дел од 9-та епизода од подкастот Под површината со доктор Марија. Следете на социјалните мрежи, следете на нашиот YouTube канал и се гледаме со вас во следната епизода.